Работата не е завршена додека земји од Унијата се нудат за медиација, смета претседателката Гордана Силјановска-Давкова, прашана за изјавата на претседателот на Советот на Европската Унија Антонио Кошта. Тој иако кажа дека нема простор за што повеќе да се разговара, Силјановска вели дека патишта за разговор постојат, откривајќи дека има понуди од Австрија и Обединетото кралство. Јас се разбира со помош на господинот Кошта, заедно ќе разговарам со господинот Радев. Како што слушате исто така, Австрија се понуди за медиација во разговорите. Не се нудат членки на ЕУ за уште еден разговор и медиација ако работата е завршена. Таа истакна дека треба да се обезбедат гаранции кои не се надвор од актуелната преговарачка рамка, додавајќи дека покрај со Радев може да се разговара и со бугарскиот премиер Росен Желјасков. Според Силјановска-Давкова, ако земјите од Унијата велат дека ветото е лош пристап во процесот на проширување, Македонија треба да оди во пресрет на укинувањето на ветото. Ова мене ми личи на цврста одлука да укинете смртна казна, која е срамна, ама велите, ај сега уште овој осуден. Ќе го екзекутираме, ама од после известно време или од идниот, не знам, некој момент, нема да има смртна казна. Не може ние да бидеме колатерална штета. Претседателот на Советот Кошта претходно кажа дека не постои план Б и треба да се работи на процесот на уставни измени. Кошта и пренел на претседателката дека иако е извонреден предлогот за измени со одложена примена, тој е одбиен. До крајот на месецов се очекува Скопје да го посети и високата представничка на Унијата за надворешна политика Каја Калас.